Па добро да имам. Благодарам. Колега Сугаревски реков, тој ќе си го изгласаме сами ребалансот на буџетот. Колега Сугаревски, и јас и вие сме од Прилеп. И јас живеам во Прилеп, и вие живеете во Прилеп, и нашите семејства живеат во Прилеп. И претпоставувам дека и вие сакате подобри услови за живот за вашите најблиски како и јас. Меѓутоа, како политичар, не само да сакате, туку треба, како јас, да се борите за подобар живот на своите сограѓани. Меѓутоа, спротивно на ова, вие вложивте максимални недемократски напори да не се донесе буџетот за 2013 година и да не се реализираат во Прилеп проектите кои што сега ќе ви ги прочитам, а се реализираа или се отпочнати да се реализираат со средства од овој буџет. Затоа, за да си ја поправите грешката, со чиста совест треба да го поддржите ребалансот на буџетот за 2013 година. Не вака негативно да излегувате на говорница и да зборувате, туку напротив, не со една, со две раце треба да го поддржите ребалансот, бидејќи ако имате макар и малку доблест, ќе признаете дека сето она што го правевте за дестабилизација на државата и нефункционирање на државата беше само една ваша многу голема грешка. Со буџетот, односно со средства од буџетот за 2013 година, во Прилеп започната изградбата на комплетна инфраструктура на технолошко-индустријската развојна зона Прилеп кај Алинци, која што вие постојано ја споменувате. Вечерва ќе биде пуштено во употреба новото кино во Прилеп со средства од Министерството за култура и локалната самоуправа. Завршена е изградбата на спортска зала во средното училиште Ристе Скиричко, а во меѓувреме се градат уште две спортски сали во други две училишта. Заврши изградбата на ново монтажно училиште во село Чепигово. Направена е замена на дворешна столарија во училиштето Ристе Скиричко. Изградено е мултинаменско игралиште во дворот на гимназијата Мирче Ацев, а при крај е изградбата на тениско игралиште во оваа гимназија. Само пред околу месец дена отворена е нова градинка во селото Полчани со средства од Министерството за труд и социјала. Во соработка со владата на Република Македонија и Министерството за транспорт и врски изграден патот до манастирот Трескавец, на кој што свечење пуштење во употреба заедно бевме присутни. Изграден пат за поврзување на населените места Алинци, Шереверци, како и Галичани, Беровци. Во соработка со Агенцијата за стамбен и деловен простор и отпочната изградба на 78 социјални станови. Започна изградбата на 23 километри канализациона мрежа и прочистителна станица во вредност од 30 милиони денари. А во врска со отворањето на фабрики во Прилеп. Слободно можам да ви кажам дека оваа влада и ВМРО ДПМН вложуваат максимални напори да се донесе инвеститор и да се отвори нова фабрика во Прилеп. Цело време вие повторувате дека сте конструктивна опозиција. Ако сте конструктивна опозиција и ако имате некакви сознанија, слободно можете да излезете со идеи, со луѓе кои што сакаат да инвестираат, бидејќи сепак и вие сте дел во политичкиот живот на оваа држава и на градот Прилеп. Ви благодарам. Господина Сугаревски Горан има контрареплика.